Програмата за мировно образование што од 2011 година ја спроведува првата детска амбасада во светот меѓаши. Од оваа година почна да се реализира и во Средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница. Целта на програмата е промовирање на мирот и ненасилството како основни вредности на кои треба да им се посвети поголемо внимание. Мировното образование се темели на потребата од превенција на насилството и превенција на можни нови судири. На полето на превенцијата не се преземаат доволно активности во училиштата и тоа е една од причините што младите од различни етнички групи се оптоварени со предрасуди, а тоа често завршува со конфликтни ситуации, тепачки или навредувања. За таа цел почнаа да се реализираат активности за почеток во 5 гимназии во Македонија, меѓу кои и Виничката. Беа реализирани неколку работилници со самите ученици. На работилниците се промовираа хумани вредности и се промовираше мирот. Едноставно, учениците беа воодушевени од активностите во кои што беа вклучени. Така што активностите продолжија во насока на организирање на повеќе манифестации. По повод Светскиот ден за борба против трговијата со луѓе 18 октомври беше организирана и проекција на филм со дебата околу застапеноста на оваа појава во денешно време и ризиците што постојат. Овој филм дава доволно простор да се извлече поука за нивна возраст, значи како децата можат да бидат многу лесно заведени и да заминат во преку различни агенции кои што се нудат, дали тоа ќе биде на интернет или преку некој телевизија или нешто друго. Значи тие мислат дека тоа е многу лесна заработувачка да заминат во странство и така се заведени, значи и паѓаат трговија со луѓе. Од голема важност е и водењето на кампањата Мирот е секој чекор, но и воведувањето на предметот мировно образование во училиштата. Треба да ја препознаат како активност, како предмет кој би превенирал и би помогнал не само во надминување на насилството, во превенција од насилството, во говорот од омраза, туку и овозможувачка околина да младите бидат уште покреативни и исполнителни и во местото и средината каде што работат, учат, живеат и таму каде што има мултиетнички средини, каде што младите многу често и како резултат на говорот не само на омразата на возрастните, туку и на политичарите, успеваат да прават раздор и омраза. Културата за мирот, рече Змијанац, се гради уште во градинка и за таа цел имаат вклучено и градинки од 3 општини кои културата за мирот ја вклучуваат во програмата за ран-детски развој. Змијанац упати апел до Министерството за образование и наука да ја прифатат иницијативата за воведување на предметот како голем предизвик за сите проблеми воочени во минатото со градење на култура за мир уште од мали нозе и воведување на предметот во образованието. Ќе се успее да се изгради една овозможувачка околина во која ќе се комуницира без предрасуди и недоразбирања.